Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Се реализира проектот Брана Речани. Утре ќе биде презентирана државната урбанистичка планска документација. Целосно реконструиран главниот потисен Цевковод во Кочани во должина од 1,3 км со средства од КФВ банката. Ловен резерват Пашаджиково се уште без концесионер. Бројот на трофејниот дивеч се зголемува. Во Виница започнаа градежните активности во индустриската зона во урбаниот блок 12. Во четврток и петок во Берово, Виница и Кочани презентација на проектот Лешник во Македонија. Се интензивираат работите околу изградбата на домот за стари лица во Брегалничкиот регион, поточно во Кочани. Ветераните на младост од Оризари го одиграа традиционалниот ревијанен надпревар со потсетување на годините кога играа фудбал крај Масалница. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Уште еден чекор кон реализацијата на проектот Брана Речани. Утре во салата за состаноци на општина Кочани ќе биде презентирана државната урбанистичка планска документација. Активностите за реализација на акумулацијата Речани како капитален објект годинава продолжуваат со планираната динамика. Веќе за 23 јули, вторник, е закажана јавна презентација на државната урбанистичка планска документација во функција на изградбата на најголемиот водостопански објект во рамките на општината Кочани, заедно со придружните објекти на системот Оризарска река. Планскиот опфат кој ќе биде презентиран е со вкупна површина од 190,6 хектари. Презентацијата е подготвена и ќе ја реализираат стручни лица од Министерството за транспорт и врски на Република Македонија. Целосно реконструиран главниот потисен Цевковод во Кочани во должина од 1,3 км со средства од КФВ банката. Граѓани на Кочани и на уште 10 населби кои се приклучени на градскиот водовод вчера од 7 до 21 часот останаа без вода за пиење. Комуналното јавно предпријатие Водовод во текот на вчерашниот ден
работеше на целосното реконструирање на главниот потисен цевковод во Кочани, во должина од 1,3 км со средства од КФВ банката. Еве што за ова вели директорот на водовод од Кочани. Комуналното јавно предпријатие Водовод заедно со Жикол во текот на вчерашниот ден изврши еден зафат на завршување на целосната реконструкција на цевководот, на главниот потисен цевковод ФИ 508 мм во должина од 1,3 км. Значи Жикол ја заврши последната операција. Очекуваме да немаме веќе вакви целодневни прекини на вода, освен ситни интервенции како нуспојави кои ќе се јават заради последици од бројните прекини кои се случува во текот на овој период. Со ова заокружуваме една сериозна инвестиција од околу 800.000 евра за 4 проекти. Првиот е замена на цевководот во должина од 1,3 км, втората е замена на пумпите на две позиции во комплексот Градовски Орман и во комплексот Препунна станица, поставување на зонски мерни места и унапредување на скада системот, и четвртата позиција од проектите финансирани од КФВ заемот е замена на дел од цевководот на локација Долни Подлог и замена на околу 700 индивидуални и водомери со далечинско отчетување кај правните субјекти. Пад позицијата во која се најде ловниот резерват Пашаджиково и над 700 грла дивеч во него, поради нерешеното концесионерство, навестува неизвестна зимска сезона. Подружницата на Осогово на јавното предпријатие Македонски шуми се уште е задолжена да го одржува во кондиција ловниот резерват Пашаджиково на Осоговските планини, но не и да стопанисува со него, односно да организира комерцијален и друг вид одстрел на трофеен дивеч. Таквата ситуација им ги врзува рацете и негативно се одразува врз состојбите во резерватот и со дивечот. Концесијата ни е одземена. Според законот за ловство ние имаме обврска да вршиме заштита и прихрана се до моментот додека не се назначи нов концесионер. И таа работа ние си ја обавуваме. Прихраната во оградени ловишта е 90 дена, во отворени ловишта е 60 дена и тоа важи за зимскиот период, декември, јануари, февруари. Така да сега овој период не се врши прихрана. Ловиштето е богато со природна храна. Поради информацијата што имам јас, во септември треба да се распише тендер. Ако е меѓународен тендер, веројатно ќе трае 45 дена. До нова година би требало да се назначи нов концесионер. Инаку бројната состојба на дивечот е зголемена поради природниот прираст, што значи дека на површина од околу 1200 хектари екзистираат над 700 грла крупен дивеч, главно елени, дива свиња, срни и муфлони. Неофицијално дознаваме дека поради тоа што не се врши планиран одстрел, кај дивечот се појавуваат генетски пореметувања, кои може да предизвикаат и други сериозни последици. Во општина Виница започнаа градежните активности на улицата 2008 во индустријската зона во урбаниот блок 12. Деновиве започна изградбата на канализационата и водоводната мрежа во урбан блок 12 на новата индустријска улица 2008 во должина од 500 метри во општина Виница. Веднаш по поставувањето на водоводната и канализационата мрежа ќе се продолжи со тампонирање и асфалтирање на улицата, изградба на тротоари и поставување на улично осветлување. Улицата ќе биде во должина од 500 метри и широка 9 метри. Со тоа, овој дел од урбан блок 2, кој е наменет за мало стопанство и има околу 11 градични парцели, ќе биде комплетно инфраструктурно среден за едните инвеститори кои веќе ги имаат купено парцелите. Општина Виница овој зафот го реализира со кредит од Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка во висина од 22.428.643 денари. Просечната возраст на која се стапува во брак е 28 години. Кочанчани со став дека на помлади години треба да се стапи во брак. Наше истражување. Иако статистичките податоци велат дека просечната возраст на која во Македонија се стапува во брак е 28 години, на секој чекор има луѓе што постојано го одлагаат овој чин. Граѓаните на општина Кочани со различни мислења за стапувањето во брак. Повеќето од нив велат дека во брак треба да се стапи на помлади години.
На 27 и да се земе од животот се што се може. На 18, 19 до 20. Кој стапе по-касно само може да направи грешка. Колку порано, толку поубаво. Не е потребно да се брза, значи добро да се размисли, да се... Па сега постојат, например, и некакви пробни бракови, така да... Еве, луѓето подпишуваат некакви договори, добро да си размислат и пред да донесат конечна одлука. Сепак едно е сигурно, дека единствена причина за стапување во брак над 30-та година е секако нерешената економско-социјална состојба кај голем дел од граѓаните. Покрај другите причини за ваквата неповолна состојба предонесува и трендот за стапување во брак во доцните 30-ти или пак во 40-тите години, кога поради биолошките граници на жената, дури и кога сакаат, новоформираните семејства најчесто не можат да имаат повеќе од едно дете. Утре вторник во општините Кочани и Виница ќе се изврши прскање против комарците. Третирањето ќе биде авионско и во двете општини. Утре вторник ќе се спроведе акцијата за прскање против комарците во општината Виница. Акцијата ќе се спроведе во раните утрински часови од 5 до 8 часот. Со авиопрскањето ќе биде зафатена површина од 1000 хектари на територијата на град Виница и околината. Се информираат сите одгледувачи на пчели за време на третирањето да ги преземат сите неопходни мерки за нивна заштита. За време на авиопрскањето, прозорците и вратите од домовите да бидат затворени. Во случај да не се изврши авиопрскањето заради лошите временски услови, истото ќе се одложи за следниот ден, информираат од прес службата на општина Виница. И во општина Кочани утре во 4 часот наутро стручни екипи ќе го спроведат второто авиотретирање против комарците. Авионското запрашување ќе се врши со еколошко средство за уништување на комарци, широкопојасен инсектицид, одобрен од Бирото за лекови. Со авиотретирањето ќе бидат опфатени површините во градското подрачје на Кочани и поголемиот дел од кочанските низински села. Граѓаните што одгледуваат пчели потребно е да ги преземат потребните заштитни мерки за време и по третирањето на подрачјето. Во четврток и петок во Берово, Виница и Кочани ќе се одржи презентација на проектот Лешник во Македонија. Интересот кај земјоделците за почеток е мощно голем. Петгодишна програма со обука, информации и совети поврзани со одгледување на лешник, давање техничка поддршка и продажба на сертифицирани садници на лешник е дел од проектот кој започнува да се реализира во општините Виница и Кочани под наслов Лешник во Македонија. Во четврток на 25 јули во 12 часот во салата во општина Берово ќе се одржи првото предавање и презентација на проектот. Истиот ден со почеток во 19 часот и 30 минути во сината сала во Виница ќе се одржи истото такво предавање, а веќе наредниот ден, петок 26 јули во 19 часот и 30 минути во салата за венчавки на општина Кочани ќе се одржи презентација на проектот Лешник во Македонија. Проектот е поддржан од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и општина Виница. На врвот лисец на планината Плачковица одбележена годишнината од формирањето на 4-та македонска ударна бригада. По повод 69 годишнината од формирањето на 4-та македонска ударна бригада на планината Плачковица, општинскиот одбор на Сојузот на борците на општина Виница вчера организираше излет до Лисец. Не спомена обележјата на Лисец, каде е формирана бригадата и каде бригадата водела вооружена борба со бугарската фашистичка војска, беа положени букети свежо цвеќе. За формирањето на бригадата и војните дејствија во овој дел од Плачковица зборуваше Тодор Димитров, секретар на општинскиот одбор на Сојузот на борците во Виница. Од бугарската војска тука се утепани 46 војници, а од нашата од партизаните загинале 15. Бугарите тогаш од тоа тука што толку изгина, избегали повеќе во планината, никој пат не се вратиле. После нашата бригада од тука заминува за Блатец, од тука што имале ранети, носат ги во Блатец. Во Блатец имало амбуланта, тоа училиштето било таа амбуланта и таму се однесени ранетите. Бригадата продолжува после од Блатец према Лаки за Берово. На 23 август стига во Берово и го ослободува Берово. Преку ноќта вршат напад во градот, напад на полициската станица и напад на собранието.
Во Берово биле отепани некаде околу 20 полицајци бугарски и 3 војника се отепани и бригадата се враќа од Берово пак во Плачковица. На 28 август пристига во Блатец и го ослободува Блатец. Тогаш е Блатец ослободено. Од Блатец тргнува за Виница. На 30 август бригадата е во Виница. А во раните утрински часови стега во Виница имало некаде околу 40 на полицајци бугарски. Кога видели толку војска, мислам толку е партизани, а бугарските полицајци од Виница спрема Кочани избегали. Наредниот ден бригадата тргнува од Виница да оди за Кочани, да го ослободува Кочани. Кога стигнале во Горица, на Горица долу, виделе дека там голем број бугарска војска се наближува и бригадата морала пак да се повлече во планината преку Градец и доаѓа пак во планината. И после некаде бригадата тука се организира на 6 и 7 септември. Оде од тука за Кочани, тогаш го ослободува Кочани, меѓутоа кога е веќе 6 септември, бугарската војска е веќе разлабавена, затоа што русите таму ги потиснале германците и веќе е направен договор бугарите да се предадат. Покрај полагање цвеќе, пензионерите и борците, посетители на врвот Лисец на Плачковица, вчерашниот ден го искористија и за еднодневен пикник и прошетка низ богатиот шумски предел на Лисец. Се интензивираат работите околу изградбата на дом за стари лица во Брегалничкиот регион. Интерес за изградба има и во Штип и во Кочани. Кочанските пензионери со веќе распишан тендер за изработка на идеен проект. Сдруженијата на пензионери од регионот почнаа постапка за изградба на домови за стари лица. Интерес за нивна изградба има и во Кочани и во Штип. Пензионерските здруженија од Берово, Пехчево, Делчево, Македонска Каменица, Виница и Кочани во март годинава потпишаа договор за изградба на старски дом во кочанската населба Шатровик во поранешната касарна. Ние имаме изготвено геодетската основа, геодетскиот елаборат преку геокарта туку Кочани, но исто така сега е една поголема и поголема работа и поважна да се изврши и да се изготви геомеханички елаборат. Тоа е фактично да изврши бушење, да се види каква е подлогата на плацот, на место каде што ќе се подига тој дом и вие имате прилика да видите да луѓето се поканети, односно одредена фирма која што ќе работи на бушењата на треба да се направат преманење создање на 8 бушатини и мислење на нашите архитекти вклучени во таа комисија и во изработката на проектот, така да имаме према оваа динамика, бидејќи ни агендата набиена, ние бара и проектантот, главниот проектант, да до крајот на месецот, како што е направено геометрискиот елаборат, геодетскиот елаборат фактички, така да се направи и геомеханичкиот елаборат, и кои ќе бидат елементи целосни и за изготвување на главен проект. Бидејќи од проектантот, од Струмица, имаме дадено, добиено на знање да они упорно работат и нагло работат на тој на изготвување на идеен проект. Идејниот проект треба да биде за некои 20 дена наредни, значи до 10 идиот месец, со тоа што веднаш ќе се организира негова ревизија и со истиот проектант имаме договор да го изготви и главниот изведен проект. Во Источна Македонија нема ниту еден дом за стари лица. Има неколку пензионерски станови, но тие ни оддалеку не се доволни за сместување на сите заинтересирани пензионери. Недостаток од домови за стари лица има и на ниво на држава. 280.000 пензионери на располагање вкупно имаат околу 950 легла. Заврши летниот камп на Лисец, организиран од страна на Општинската организација на Црвениот крст од Виница. Учествуваа 70 волонтери од повеќе градови на Македонија. По 4-дневна работа по планево на локалитетот Лисец на планината Плачковица заврши летниот камп на Црвениот крст од Виница, кој го посетуваа 70 на волонтери на Црвен крст од општинските организации на Црвен крст од Битола, Скопје, Велес, Струмица, Свети Николе, Пробиштип, Кочани, Прилеп и Виница. Волонтерите беа дел од големиот летен камп на Лисец, кој неколку години поред го организира Општинската организација на Црвен крст од Виница, ни изјави Кирил Цоневски, секретар на Општинската организација на Црвен крст Виница. На надморска височина од 1510 метри на врвот Лисец, активистите на Црвениот крст ја остварија целта на кампот, а тоа е реализирање на активности за откривање и истражување на природните потенцијали на Лисец и планината Плачковица. Летниот камп на Лисец финансиски го помогнаа неколку приватни компании од општина Виница.
Ветераните од младост од Оризари на 20 јули го одиграа традиционалниот ревијален натпревар и се потсетија на годините кога фудбалот покрај Масалница беше неважната споредна работа. Дека фудбалот создава нераскинливи пријателства зборува примерот на некогашните фудбалери на фудбалскиот клуб Младост од Оризари. На 30 на фудбалски ветерани од неколку генерации на 20 јули се собраа на игралиштето покрај Масалница да го одиграат традиционалниот ревијален натпревар и да се потсетат на годините кога фудбалот беше најважната споредна работа. Меѓу нив имаше и големи фудбалски имиња кои кариерата ја започнаа во Оризари, стигнаа до прволигашка конкуренција, а сега живеат и работат во странство. Фудбалската кариера ја почна во Оризари, Младост, а потоа игра во Слове Горни Подлак 6 месеца, втора лига, потоа отидов во Согово. Во Согово од 95 до 97, потоа до Согово отидов во Силекс 4 години. Од Силекс во Работнички 3,5 години, од Работнички Шкендија Тетово 2,5 години, потоа во Бреганица Штип 6 месеца, Победа Прилеп. Не се заборава. Да, Победа Прилеп и таму завршив кариерата. Имам од секаде по малци имам убави спомени, да, така во Согово се докажав, отидов во Силекс, таму имав добри моменти, бев шампион со Силекс една година. Во Работнички имав добри спомени. Со Победа Прилеп исто станав шампион на Македонија. Имам финале Куп на Македонија играно 2 пати. За репрезентација имам 4 настапа на Македонија за селекција. Сега сум на печалба, сега сум во Германија. Таму работам, уште активно играм фудбал. Клубот е германски. Има како и секаде странци, например турци, германци, италијанци. Дали тоа некоја лига или? Тоа е лига, да, тоа е 6-та лига таму во Германија каде се игра. Потоа сега Имате ли амбиција да се борите за горна долна табелата? Па да, сега имам амбиција да се бориме за горна долна табелата, да влеземе во 5-та лига. Народната мудрост вели едно видување е како еден век. Така овие надпревари ги доживува и оризарецот кој живее и работи во Словенија, ама секогаш е присутен новој традиционален надпревар. Да се играе Оризари е многу добро, јас и прошлата година играв на овај турнир. Имам таква среќа да дојдам увек у тоа време кој е турниро и баш ми е драго да се собереме разните генерации, помлади и постари. Да. Па има некои ги имам гледано, како мало ги имам гледано, а со повеќето имам и играно тука за Оризари. Сега сум во Словенија, вработам више 27 години. Играме доста е занимљиво, има ветеранска лига, 10 екипи, играат секоја сабота. Иако е аматерски, се играе професионално. Фактички. Дали е снег, дош, игра се за секоја топка, интересно. Првиот поведе, последниот, првиот. Доста интересно, ја би се кал тој тука да Има ли таму и други наши фудбалери од Македонија, од овој крај, од Кочанскиот, Оризарскиот? Па има постари, сега помлади нема више, тие се, како да речам, втора, трета генерација кои се таму родени. Постарите више не играат. По надпреварот кој во духот на пријателството заврши нерешено 3:3, ветераните на Младост организираа заедничка седенка на која надолго и на широко се зборуваше за славните денови на клубот покрај Масалница. Во среда во Оризари ќе се одржи турнир во борење со учество на 50 борачи од 6 екипи од Македонија и една екипа од Бугарија. Во среда на 24 јули со почеток во 17 часот во школскиот двор во населбата Оризари и крај Кочани ќе се одржи турнир во борење Оризари 2011 во организација на тренерот Зоран Митев од Оризари, а со техничка организација на боречкиот клуб Спартак од Кочани. Надпреварите ќе се одржат во период од 18 до 22 часот. На турнирот право на настапки имаат борачи родени 1997, 98, 99, 2000 и 2001 година, распоредени во две групи – пионери и кадети. Планирано е учество на 50 борачи од 6 екипи од Македонија и на една екипа од Република Бугарија. На најдобрите борачи ќе им бидат доделени пехари. Илинденски баскет турнир 2013 организира општина Кочани кој ќе се одржи на 31 јули во спортската сала Никола Карев во Кочани. Општина Кочани организира Илинденски турнир во баскет 2013, а турнирот во баскет во тројки ќе се одржи на 31 јули во спортската сала Никола Карев во Кочани со почеток во 18 часот. Право на учество имаат сите лица постари од 15 години. Екипата да се состои од 3 плюс 1 играч. Вкупниот збир на години на првата тројка да изнесува од 50 до 75 години.
Екипите учесници на турнирот плаќаат котизација во износ од 400 денари. Пријавувањето е до 29 јули во едношалтерската канцеларија на општина Кочани. За неуспешните екипи се обезбедени награди. Со временската прогноза го завршуваме и централното издание на Дневникот на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте и останалите на програмата на телевизија Кочани. Довидување.